Здраво, ова е 105-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Монос на Алехандро Ландес, во кој станува збор за 8 вооружени деца кои на оддалечена висорамнина од цивилизацијата ја држат како заложничка доктора, глумена од Џулијан Николсон, кои се оставени сами на себе да го зачуваат поредокот со задолжена одговорност за животот на кравата Шакира. Тинеџерите сочинуваат милитантна единица која што преку ден изведува војнички вежби, а преку ноќ се препушта на хедонизам и разврат. Тие се сплотени под нејасните идеали на организацијата на која што и служат, третирајќи ја како своевидна култистичка фамилија. Евидентно станува дека бегството од оваа нехумана средина ќе биде стремеш и за заробеничката и за припадниците на мајмуните, кои не се согласуваат со суровите погледи на предводниците. Со оглед на тоа што гледаме на туршици на платно, не можеме да очекуваме индивидуални проблесоци, меѓутоа избраниците функционираат како еден колектив кој е опиен од потребата за моќ и незината злоупотреба. Се разбира, не се сите дебитанти на филмското платно, заложничката е Џулијан Николсон од Ај Тоња, како и Бигфут, односно актерот Мојсе Аријас, кои се мешаат помеѓу натуршиците, балансирајќи ја актерската игра, пополнувајќи ги дупките на актерските лимитирања на децата. Интересна е и половата определба во кастингот на Рамбо и незината поставеност наспроти менталитетот на бескрупулозното племе, кое не води грижа за последиците на своите избори. Многу лесно може да се впрегне алегоријата за милитантната единица како одлика на Колумбија во Маало, кај што во преден план доаѓаат меѓусебните конфликти и потрагата по сопствениот идентитет како нација, што се одвестува со тропите на coming of age филмот кои се забележливи во делото, кај што имаме истражување на сексуални пориви и страсти, употреба на надимаци од популарната култура, тепање во кал, јадење халуциногени печурки и играње симулакрум на каубојци и индијанци кои се претвора во војна. Филмот ги вкрстува патиштата и со метадокументаристиката, при снимањето од рака на видеата за откуп, кои сами по себе треба да бидат убедителни, како и ангажираниот документарец за производството на гумените бомбони во Германија. Бунтовниците без причина, кои меѓусебно се кодошат и манипулираат, воспоставуваат меѓусебна хиерархија во овој табор на Lord of the Flies племето, откако случајно ќе биде убиена Шакира и некој мора да понесе одговорност. Тука се развиваат интригите и воочлива станува меѓусебната омраза и непочит, насочени против назначениот лидер, отворајќи ја борбата за неговиот престол од новоназначениот диктатор, кој ги третира соборците на немил начин. Тие во култот создаваат и собствена перверзна традиција и ритуална практика. Кога војниот конфликт се одвива во ноќта и филмот прераснува во целосна реимагинација на апокалипс нао со деца, употребени се црно-бели снимки во ноќното снимање и доближувањето до военото лудило на Курц стапува на сила штом насилно ја присвојат автономијата врз организацијата и издигнат свое кралство во планината во кој тие се диктаторите. Филмот е снимен над 4000 метри надморска височина и во непристапна шума. Продукцијската вредност и тоа како се наголемува кога ќе бидат проголтани ликовите од избраните локации за снимање на нескротливата природа со аспектот 2:35 наспроти 1, односно анаморфен widescreen, односно scope, во кој кинематограферот Јаспер Вулф создава впечатливи широки планови од срцето на темнината. Една паралела ми стана повеќе од очигледна, а таа е со филмот Бо Травај на Клер Дени, во кој исто така имаше полуголи војници кои се прегрнуваа како составен дел од воениот тренинг. Меѓутоа, една далечна асоциација може да се постави и со Come and See на Елем Климов, се разбира на рамниште на хиперреалистичната симулација на реалноста, а не на грозоморноста која ја поседува. Иако во Монос има една силовита сцена на давење во река и стрели и насилство кон животните. Кога ќе пораснат децата, ќе глумат во продолжение на Гире, на Вернер Херцог, Ноктурама на Бонело или па можеби во Kids на Лери Кларк.
Филмот успева во градењето и прикажувањето на засебниот свет кој го создава милитантната единица, кој станува евидентен кога ќе се соочат со населението надвор од нивниот терен, и во епилогот со отворениот крај, во кој што можеме само да ја предпоставиме судбината на овие млади бунтовници во дивината, кои недоволно се разработени како ликови за да се воспостави дистинкција помеѓу нив или пак да се прикажат нивните причинители за аморалните чинови. Едно е сигурно, ова е неапологетски антивоен филм. За да се зачува абсурдноста на оваа дружина на неконтролирани војници, на тимот на монтажери од Тед Гард и Сантиаго Одергај, им се приклучува и Јоргос Мавропсаридис, човекот кој ја истакнуваше когнитивната дисонанца во филмовите на Лантимос, применета во оваа апокалиптична визија во која ликовите се прехрануваат со PTSD. Авангардната британска композиторка Мика Ливај, која има работена на музиката на Under the Skin и Джеки, во композициите на филмот силно ги удира тимпаните, меѓутоа создава и едно амалгамирање на синтетички електронски звук и дување во стаклени шишиња, што додава на очудувачката димензија на абсурдното дело. Плантажите на берачите на кока и судирот со милитантните единици на Боливија ги документираше режисерот Алехандро Ландес во неговиот филм Кокалеро од 2007 година, за од 2011 година да сними филм за Порфирио Рамирес, кој поради истрел од полицаец останал хендикепиран во количка. Од својата скромна филмографија можеме да заклучиме дека Алехандро секогаш работи на ангажирани филмови, во кои милува да ги прекрши строго утврдените постулати на документарната и играната форма, што е случај со неговиот најнов парадоксален филм. Филмот својата премиера ја имаше на Sundance, кај што се закити со наградата World Cinema Dramatic Special Jury Award, а наредниот месец беше прикажан на Берлинале. Потоа започна екстензивниот фестивалски живот од Сиетл и Чикаго до Карлови Вари, станувајќи прогласен за најдобар филм во Лондон и Сан Себастијан, потоа играше во Цирих, Нов Зеланд, Каиро, Солун и Љубљана, кај што ја зедев и пресци наградата за најдобар филм, освојувајќи голем број на награди и станувајќи представник на Колумбија во трката за овогодинешниот интернационален Оскар. Неон и Universal ги откупија правата за дистрибуирање на филмот. Ова е филм кој што преку несовесното однесување на вооружените тинејџери го прикажува раздорот во една држава, чиј што народ станува сам свој непријател. Предводен од натуршчици, герили кои не подклекнуваат на предизвикот да ја прикажат манипулативноста и злоупотребата на моќта, ситуиран во недопрената џунгла од човечкиот насилен допир, овој воен трилер содржи бајковидни, па дури и надреални димензии. Ако морам да го евалуирам, тогаш Монос од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 105-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот, посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!